Третата недела од Великиот пост е наречена уште и крстопоклона и се поставува крстот Господов на средина од црквата, зашто не повикува да ја откриеме Божјата љубов која се предава за нас и нашето спасение. Исус не ни ветува лесен живот, ниту пак дека како христијани ќе немаме проблеми и предизвици. Напротив, да се биде Христов ученик значи да се носи својот крст со љубов, односно како што вели самиот Исус во Евангелието, кој сака да врви и помене, нека се одрече од себе, нека го земе крстот свој и нека оди помене. Во Стариот Завет, кога израелците патувале низ пустината, се побуниле против Бога и Мојсей и се жалеле зашто ги изведе од египетското робство. Бог испратил отровни змии кои ги касали израелците и многумина од нив изумреле. Откако народот се покајал, Мојсей по наредба на Бог направи бакарна змија, ја закачи на стап и секој кој ќе погледнал во неја бил исцелуван и останувал жив. Бакарната змија е праслика на крстот и ние можеби во овој наш овоземски пат роптаме против Бога или во најмала рака се бунтуваме против условите за живот, фокусирани сме само на овој материјален свет и само на своите грижи, па и стравови. А таквиот начин на живот предизвикува да се намножат змиите отровници во нашите животи и да биде доведено во опасност нашето спасение. И ние, како израелците, мора да го подигнеме погледот и да погледнеме во крстот Господов, за да бидеме исцелени, да останеме живи, односно да бидеме спасени. Крстот не е само знак на страдање, туку на победа. Крстот е нашата сила против гревот. Со него Христос ја победи смртта, коренот на сите наши стравови. Да погледнеме денес во крстот и да размислуваме за таа распната љубов. Да му дозволиме на Христос да ги спушти своите раце од него, за да не прегрне и со неговите рани и крв да ги измие сите наши гревови. Но што значи да се носи крстот денес? Тоа не е само прифаќање на нашите страдања и проблеми, туку сето тоа да го носиме со љубов. А кој е твојот крст? Понекогаш тој крст може да биде простување кога ни е тешко да простиме, да ги сакаме оние кои не мразат, да им помагаме на оние што не повредиле. Секој има свој крст, но важно е да откриеме како го носиме. Со љубов како Христос или со роптање како израелците? Дали нашиот крст не приближува до Христа или не оддалечува? Да го прегрнеме Христос заедно со крстот и да го носиме со љубов и до крај.